путешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историската област, распослана во Западна Македонија, северно од Охридската котлина и југозападниот дел на Кичевијата, поточно речено југозападно од областа Копачија, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини на запад, со планинските горостаси Стогово и Караорман, кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дримкол и Дебарска жупа, на исток со планините Слава и планина, Илинска и Плакинска, која ја одделуваат од областа Железник, односно Демир Хисар, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Стручката котлина, славна Дебарца. Областа Дебарца се дели на три подобласти: Горна Дебарца со главно место Сливово, Средна Дебарца со главно место Издеглавје и Долна Дебарца со главно место Белчишта. Главна водена артерија низ областа која протекува низ средишниот и јужниот дел на областа е реката Сатеска, која е притока на Црни Дрим и е дел од Јадранскиот слив. И се чини дека овде како природата да ја истурила сета своја убавина. Огромните карпи на овој кањон, така речи, ги го допираат небото, а пак во нискиот дел водата си направила своја собствена патека. Значи, покрај огромните шуми, покрај дебелите јаворови сенки, покрај невидената природна убавина, овој крај исто така располага и со културно-историски споменици од нашето подалечно историско минуто. Овој пат решив да прошетам низ оваа историска географска област, низ историјата позната како славна Дебарца, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости на оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во отарот на ова регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на оваа област. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова регија од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целата своја територија, односно на целиот свој атар од сите типолошки варијанти од преисторијата па се до денешното наше современие. Почитувани мои, наминав и во оваа област мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за Дебарца низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за оваа област, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи, со надеж дека помеѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. И на
Инаку, денеска се наоѓаме во селото Годивје, кое што е едно од постарите селски населби во подрачјето на Дебрца, се наоѓа во Горна Дебрца. Името на селото потекнува од машкото име Годислав, Годислав. Се наоѓаат многу такви имиња некаде во средниот век во црковните документи, така што ова село ги има добиено по веројатно првиот жител кој што се населил тука. Ако сакаме да ја бараме основата на формирањето на ова село, тогаш ќе тргнеме од ова место, кое што во народот се вика црквиште, меѓутоа тука се наоѓал манастирот Свети Спас. Областа Дебрца географски му припаѓа на Охридскиот преспански басен, која зафаќа површина од околу 430 квадратни километри, со вкупно 30 насела и население од околу 5600 жители. Во ова област, во селото Белчишта, се наоѓа и административниот центар на единицата на локалната самоуправа општина Дебарца. Како што претходно напоменавме, областа Дебарца е поделена на 3 подобласти, така што и населените места, кои ги има на број 24, се распоредени во 3 претходно споменати подобласти, и тоа: во Горна Дебарца се наоѓаат селата Сошани, Оздолени, Слатински Чифлик, Слатино и Издеглавје, додека пак во Средна Дебарца, Арбиново, Лактиње, Годивље, Врбјани, Сливово, Турије, Мраморец, а во подобласта Долна Дебарца населените места Ботун, Црвена Вода, Песочани, Ново село, Белчишта, Желести, Лешани, Брежани, Велмеј, Гркополе, Горно Седоречие и Долно Седоречие. На метри пред самиот влез на селото Ботун, преку мостот на реката Сатанска, се наоѓаат десно од мене селата Велмеј, Лешани, Белчишта и селото Брежани. Но за овие села ќе направиме приказ на следниот пат кој ќе отидеме на тому. Историски гледано, областа Дебарца своето име го добива во почетокот во втората деценија на 20 век, поточно речено во 1923 година, кога ова област е под владение на Кралството Југославија, а поради многобројните историски настани кои се случиле во оваа област и многуте историски личности кои дејствувале во оваа регија низ изминатите векови, во првата деценија во втората половина на 20 век, на самиот почеток на виорот на Втората светска војна и народно-ослободителната борба на македонскиот народ за создавање на своја независна држава Македонија, го добива денешното име Славна Дебарца. Областа Дебарца прв пат во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува пред 2400 години пред новата ера, каде што е запишено дека низ оваа област поминувала најзначајната римска сообраќајница на Балканот, Вија Игнација. Во Третата римско-македонска војна оваа област станува главна војна област во северните области на Македонија. Исто така, за ова област византиските историчари го имаат забележано следново. Дел од Охридската котлина, која се распостила по течението на реката Сатеска, кон крајот на 6 век, била изложена на масовна словенска колонизација од словенското племе Берзити. Во пишаните византиски документи, кои датираат од 886 година, ова област е запишена како Охридско-Деволска област, која му е дадена на управување на Свети Климент.
Во 969 година ова област е во составот на Семиловото Македонско царство, а од 1014 па се до 1018 година ова област е под владение на македонските владетели Јован Владислав и Гаврил Радомир. Во 1204 година, за време на Четвртата крстоносна војна, Дебарца е вклучена во Солунското латинско царство. Исто така, за историското минато на областа Дебарца говорат и мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од 1020 година за време на владеењето на византинскиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која областа Дебарца припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Света Софија во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во Охридската катедрала Света Софија, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби на македонскиот кралот Марко од 1371 година, посветени на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Охридската Света Софија. Во пишаните отомански дефтери, областа Дебарца се споменува во отоманскиот пописен дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што се наведува дека Дебарца е имот на Абдурахман ага, кој по потекло бил од Битола, и Ајредин ага, кој бил од Дебар, а седиштето им било во селото Злести. Исто така во отоманскиот дефтер број 16 од 1481-82 година за Дебарца е запишано дека со ова област владее Ајрула ага и Ајли ага по потекло од Охрид, а седиштето им било во селата Ново село и селото Требениште. Во пописниот дефтер со број 73 од 1519 година е запишено дека собственик на вилајето Дебарца бил Али Паша по потекло од Солун, а седиштето му било во селото Горно Средоречие, додека пак во отоманскиот дефтер број 149 од 1528-29 година запишено е дека вилајето Дебарца му припаѓал на Асан ага и Бејто ага, а според отоманскиот дефтер број 232 од 1544-45 година во Дебарца живеела Емет Султанија, жена на Али Паша. Дека славна Дебарца на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Македонија, етнографија и статистика од Васил Камчов, каде што е запишено дека во 1900 година во ова област живеат 19.850 жители. Според записите кои ги водел секретарот на бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Дебарца живееле 24.400 мештани, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски и етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ.
Дека областа славна Дебарца на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд Селските населби во Охридско-Слујската област, издадена во Белград во 1992 година за областа Дебарца, го забележал следново. Областа Дебарца претежно е планинско-котнински басен. Во минатото го носи името Зглавница. Во Горна Дебарца се наоѓа селата Сошани, Оздолени, Слатински Чифлик, Слатино и Издеглавје, додека пак во Средна Дебарца Арбиново, Лактиње, Годивље, Врбјани, Сливово, Турије, Мраморец, а во подобласта Долна Дебарца населените места Ботун, Црвена Вода, Песочани, Новосело, Белчишта, Злести, Лешани, Брежани, Велмеј, Горнополе, Горно Седоречие и Долно Седоречие. Своето име го добила по древниот град Дебрец. Различни автори ова област ја именувале со следниве имиња. Јохан Хан оваа област ја завел како Дебрца, Спиридон Гопчевич името на областа го завел како Дебрза, Кузман Шапкарев името на областа го завел според денешното име Дебрца. Во областа Дебарца живеат 10.940 жители, од кои повеќето се македонци. Како и многуте македонски региони, така и Дебарца во втората половина на 20 век е запатена од големите миграциони процеси, па до денес има константно намалување на своето население. Населението во Дебарца скоро одсекогаш било македонско и христијанско православно. Денес во Дебарца има 24 села, од кои некои пред целосно изумирање. Но во минатото во Дебарца постоеле многу повеќе села, од кои секако може да се издвојат Радомирово и Зглавица. Денес не постојат следните села: Сатеска, кое се спомнува во Томанскиот пописен дефтер од 1582 година, а припаѓало на Охридскиот санџак Нахија Дебарска, имало вкупно 25 жители, селата Раштани, Леска, Јаорец, Жежница, Петричани, Војво, Белче и селото Брест. За време на Кралството Југославија во катастарот е запишена како Сатеска Дебарска жупанија. Дебарца нема свој административен центар. По завршувањето на Втората светска војна, ова област добива свој административен центар. Во подалечното минато, мештаните од славна Дебарца учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Уште во периодот на турското робство во Дебарца крстасувале многу ајдутски и комитски чети. Во времето на ајдутството, пред организираниот вооружен и револуционерен отпор на македонскиот народ, во почетокот и средината на 19 век во оваа област живеел и действувал Кузман Капидан, македонски народен јунак и војвода, опеан во народните песни, но и песните на Глигор Праличев. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20 век, во Дебарца многу често престојувал и охридскиот војвода Христо Узунов. Токму Дебарца била најсилното жариште во Охридско во време на Илинденското востание во 1903 година. Многу пати селата во Дебарца биле недостапни за турските арапшилии, поради што многу од селата повеќе пати претрпувале палење и горење до темел. На само неколку месеци пред Илинденското востание, на 28 март 1903 година, се одвивала битката кај Арбиново. Истиот ден, Дејан војвода од своето родно село Лактиње со четата заминал во селото Врбјани, а потоа и во селото Годивље,
а од Годивје тргнал за Арбиново, каде што дошла до неравна борба помеѓу четата на Дејан Војвода и 1000 души Аскер и 200 души Башибозук и Заптии. Во селото Арбиново со Дејан Војвода во тој момент биле Сашко Арсов, Ламбе Дојчинов, Санди Джико, Сите од Охрид, Стојан Караджа од Годивје, Иван Савевски, Дабе Христов и Ѓурџин Сите од Сватино, Кочо Иванов од Арбиново, Крсте Димус од Сливово, Наум Илиев од Издеглавје и Бибил и уште двајца браќа од Лактиње. Во екот на борбата на помош на војводата дошле селани од Лактиње 20 души, од Годивје 16, од Врбијани 23, од Сливово 15, од Мраморец 30 и од Турие 10 комити. На помош на македонските чети им дошло и четата на кичевскиот војвода Арсо Мицко со околу 80 души од околните кичевски села од Копачијата. Но неколку дена по оваа битка турците повторно се вратиле назад и ги запалиле сите села во Дебарца и забрале 218 селани за Дијарбекир. А според Арбиновата битка е снимен и филмот Најдолгиот пат, како и настанатата песна Гори Балкан. Во ова село е сниман филмот и на Најдолгиот пат. Да. Што ти говореле твоите дедоти, бабати, таткоти за времето пред 100 години? За тоа време ние имаме 15 или денци, односно во станици, во тоа, мислам, учество. Така. И тие лица одовде кои се онаделе се следните, кои што дедо ми кажеше, ја ги знаам веќе некој и ги знаам за татко. Милош Ивановски понадимо Кензо, Филип Јолески или Конјарошки, Милјадин Исто Јолески, Темелко Ѓорески, Јонче Ѓорески, Анасос Ангелески, Косто Јовановски, Милјадин Јовановски, Ристе Трпески, Милош Трпески, Никола Шукановски. И така овие од овде биле забрани Дијарбекир нешто тамо. Град ли е тоа, што било не знам. Ќе изабереле ги отерале Дијарбекир. Исто така ова село не го избегнуваат воените дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било речиси сето население, а пак дел од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина и до ден денешен не им се знае гробнината. Дебарца особено е прославена од периодот на Втората светска војна по неколку настани. На Славај планина на 18 август 1943 година е формиран првиот македонски партизански батальон Мирче Ацев, а истата година, неколку недели, Дебарца ќе биде првата и единствена слободна територија во Македонија за време на народно-ослободителната борба. Првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада е формирана во селото Сливово на 11 ноември 1943 година. Во Издеглавје бил одржан првиот свештенички собир на кој било иницирано формирањето на Македонската православна црква. Во близина на селата Сошани и Велмеј работела и првата партизанска болница. За време на народно-ослободителната борба во секое село постоел народно-ослободителен одбор, како селски, така и општински, во кое действувало местното население. Во тогашната општина Сливово, во која се наоѓале селата Врбијани, Годивје, Лактиње, Мраморец, Турие, Арбиново и главното село во општината Сливово, одборот го сочинувале Трајан Мицковски, председател, Ѓорѓи Станковски, одговорен за просвета, Круме Јовчевски, секретар, Вено Марковски, задолжен за стопанство, Љубе Костевски за здравство и социјално, Дончо Мицковски раководел со секторот за судство и Трајан Дуковски раководел со секторот за технички прашања.
Во општината Слатино, Народно-ослободителниот одбор го сочинувале селата Слатино, Оздолени, Слатински Чифлик и Издеглавје. Меѓутоа, списоците со составот не е сочуван. Во општината Белчиште, Народно-ослободителниот одбор го сочинувале селата Белчишта, Црвена вода, Ботун, Горно и Долно Седоречие, Песочани, Горнополе, Зелести, Лешани, Брежани, Новосело и Велмеј. Во главниот состав на општината влегле Ванчо Листевски, председател, Тане Шекировски, подпредседател, Мартин Дојчиновски, секретар, Велјан Гуцевски, Злате Поповски, Јордан Темјановски, Костадин Симјановски и Вањо Јовески. Во текот на народно-ослободителната борба на ударот на слободата и за создавање на независна држава на македонскиот народ го положија својот живот 132 партизани. Пред Втората светска војна, Дебарца брои 30 на села со повеќе од 24.000 жители. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил, гурбеџиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букуреш и Стамбул и во американските континенти. Во 30-тите години на 20 век во овие градови имало преку 200 дуќани од различен вид, претежно кафеани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле мештани од оваа област. Речиси 25 години патувам по селата во Република Македонија. Речиси сум поминал низ 1700 села во Македонија. Сум влегол во многу воденици кои што работеле на вода, кои што денеска не работат на вода. Сум влегол во воденици каде што само па жената стои на воденичкото тркало. Арнама сум пријатно изненаден овде кај селото Ботун, влегувам во една нова куќа која што е изградена врз темелите на некогашна воденица. А домајќинот, господинот Гроздановски, во самата нова куќа што има направено, од спомен од неговиот дедо, прадедо, од традицијата ја оставил воденицата овде во ова куќа, а таа е ова на воденица. Меѓу најпознатите дуќанџии од оваа област
Во Стамбул биле Лазе и Димче Ристич, Стојан Михајловиќ, Дуке Димчевиќ, сите кафаджии. Во Софија било семејството Михајлови, исто така пронаđии. Во Белград семејството Јанакиевиќ, Поп Сотировиќ, Симе Давидовиќ и многу други сите кафеанџии, додека пак во Букурешт Климе Пасие, Стојче Боге Спасе, Анте, Соме, Мито, Форе Крсте, Стојко, сите кујунџии. Овдека во селото Ботун нормално е и да има гатри или пилана, каде што луѓето од памтивека па до денеска ги носат своите дабови, букови или борови стебла за да си направат граѓа за нивното семејство. Меѓутоа може да видите дека денеска во ова пилана моментално домаќино не е тука, затоа што се по нивите работат луѓето да ја собере летината, а како што бев информиран дека пиланата во селото Ботун работи само попладне. На ова пилана овдека може да се бичат и трупци од должина од 4 па до 10 метри. И од тој секој трупец може да се направи градежен материјал, онако како што сака газата што ќе донеси трупеците. Покрај тоа што многу мештани од Деварца имале добри дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во нивните села, обработувајќи ја земјата и огледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други огледувале помали или поголеми стада овци. Много добро да нагазиме. Ќе го причека малце домаќинот да дојде со конјчето и со колата, да натовариме колата со сено и заедно со него да однесеме сеното кај добитокот да го нахраниме заеднички. Така, ајде го причекам. Најголеми стада овци имале семејствата Климе Сотировиќ со околу 1500 глави овце и Науме Цветковиќ со околу 2000 глави овци. А најголеми и најпознати чаи не само во Деварца, туку и во сета југозападна Македонија биле Краљо Илковиќ и газдата овце Стојан, кои и двајцата народот никогаш не ги заборавил, туку за нив народот испеал песни во кои заедно се опеани со нивните стада. Деварца уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите дебарчани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во селото Арбиново, а според пишани документи, прв учител бил попот Наум, родом од селото Издеглавје, а бил учител во 2 учебни години и тоа во 1899 и 1900 година. Наставата се изведувала на македонски црковен јазик. Во учебната 1900 и 1901 година во селото Песочени учителствува даскало Григорije, а за време на неговото учествување е формиран огранок на ТМОРО, прв во оваа област. Во селата Латиње, Сливово, Мраморец и Турije даскали биле и Ноне Захариевиќ, Крсто Митиć, Симо Стојановиќ, Ристо Антиć, сите родум од Лика и многу други. Старата селска архитектура по куќите кои што гледаме во селата во Македонија, оние старите кровни конструкции кои што со години и векови постојат по куќите во селата, се бичени со оваа рачна пила, каде што двајцата на стеблото, едниот отаде, другиот одавде, ги бичеле по мерка, дали по метро, дали по 10 метра или по 4, но еве како тоа било. Ајде, ќе може? Ева, лесно, па 1, па 2. Па после тоа ќе земеле литер ракија. Па после литер ракија ќе му седнат 4 песни. Па ќе дојдат домаќините ќе го донесат ручекот. Кој ќе го донесе ручекот, па кој ќе пикнат овај виното. И ова рече го ќе исечат, ќе го исечат стеблото, ќе направат греди
чатми, греди, летви, ќе чатисат, а но пред да ја чатисуваат ове куќата, ќе се кача горе на куќата, ќе стават Божи крст и главниот мајстор ќе почне да пее, а тој пеел и кажувал кој ќе даде дар за мајсторите. И куќата ќе била направена. Мајсторе, ќе бичиме. Чека малце, да понаместам. Ајде вака малце, ајде. Ајде. Вака. И викало. Ајде. Пуштај. Опа! Види мајгелае. Како оди тоа? Кога секој добронамерник ќе дојде во славна Дебарца и кога ќе прошета низ планинските горостаси кои ја обликуваат ова област и низ сите 24 села, ќе се воодушеви не само од колоритната убавина која му ја дарила природата на овој регион, туку и од старата традиционална македонска чаршиска архитектура која ја има оваа регија. Куќите во Дебарца се карактеризираат со тоа што сите се со приземје и кат. Приземјето изидено е од камен, а катот е изграден од цигла, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, а над нив се ковани штички или се испреплетувале прачки кои се малтерисани со глинена кал измешана со слама. Катот служил за живење, а секоја куќа има задолжителен чардак и огниште. Во составот на чардакот се наоѓале барите за жито. Во приземните простории на куќата се наоѓале просториите за чување на добитокот. Селските куќи имаат дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти. Областа Дебарца и натаму е своевидна неоткриена дестинација за љубителите на недопрената природа, чистата средина и авантуристите кои сакаат да искусат ново доживување. Би кажал и нешто друго. Во овој крај овде сонцето е вкусно, дождот ве освежува, ветрот ви дава сила, а снегот ве воодушевува. Со еден збор би рекол дека не постои лошо годишно време, значи постојат само различни форми на убавото време. Овде наоколу има огромен број на цвеќиња и за секој оној кој што е љубител ќе се најде по некој цвеќе кое што сака да го види. Вистинските љубители на природата, кои што ја сакаат природата во целина и растителниот, меѓутоа го сакаат и животинскиот, односно сите живи битија кои што се наоѓаат овде на овие простори. Секој предмет во природата, секој битие си има своја величественост. Јас би кажал една друга мисла. Ако ги наблюдуваме од природен аспект нештата, секој едно зелено дрво, такво како што е, вреди многу повеќе отколку тоа истото дрво да е направено од злато или сребро. Доколку дозволува времето, а сигурно дека секој може да си дозволи таков, да речам, луксус да си најде време, ако вие легнете особено пролетно летно време на зелената трева под некое дрво, и ако го слушате жуборот на водата, и ако го гледате повењето на облаците, сигурно дека тоа не можете да го сметате за изгубено време. Една од дестинациите кои ви ги препорачуваме е да го посетите мочуриштето до селото Белчишта, која заради тиркизно сината боја, која ја има водата, е попознато како сини вирој, кое мочуриште представува реликтен остаток од некогашното Десаретско езеро, со кое Дебарца била поплавена во Плиоцентот. Со повлекување на Десаретското езеро по должината на реката Сатеска, бројни ендемични видови, растителен и животински свет останале да екзистираат и понатаму во водите на мочуриштето. Белчишкото блато е најголемото сочувано водно живеалиште во Македонија со површина од околу 1 квадратен километар. Оваа природна реткост изобилува со флора и фауна. Во овој воден екосистем, според истражувањата, се евидентирани вкупно 55 различни растителни видови и 7 различни видови на риби. Исто така има 9 представници на птици, 9 цицачи, представници од 9 водоземци и влекачи, како и 14 представници на безрбетници. Во сини
Вирој е најбројната популација на видри во Република Македонија, а тука живеат и строго заштитени птици како гревештата жолта чапија и пурпурната чапија, ночната чапија, потоа црниот ибис и малиот и големиот бик. А покрај блатото Сини Вирој и недопрената природа и ретка убавина со својот раскош ја надополнуваат 24 средновековни и десетината ново изградени цркви и манастири, распослани во 24 населени места во оваа регија, меѓу кои и манастирот попознат кај народот во Дебарца и цела Охридска околија како Сите Светии, кој всушност е единствен манастир на целиот Балкански полуостров, посветен на Сите Светии, кој се наоѓа во селото Лешани, кој речиси 15 века обстојува и ја живее својата православна приказна. Обкружен е со шума од едната страна, а од другата се протега широк поглед на Дебарца и по линијата кои се во Лешанскиот театар. Манастирот Сите Светии, кој доминира во Долна Дебарца, подигнат е на висорамнина на едно плато од огранокот Долни Осој од планинскиот венец Мазатар на Плакенска планина. Истражувањата покажале дека тука постоело духовно светилиште уште од 6 век, а според пишаните документи, манастирот датира од 1452 година, а врз темелите на разрушената манастирска црква во 1911 година е обновена, а осветена од страна на архиепископот Николај Велимировиќ во 1924 година. Во состав на манастирскиот комплекс изграден е и конак кој е осветен во 1928 година. Од 1971 година, кога се упокоила последната монахиња сестра Евдокија, се до 2001 година духовниот живот бил пасивен, а од 2002 година повторно е вообновен, откако во манастирот доаѓа отец Вартоломеј. Славата на манастирот е поврзана со Воскресение Христово, со Духовден, а пред се со првата недела по Духовден, која се нарекува Недела на Сите Светии. Овој манастирски комплекс од страна на Централниот завод за заштита на културно-историските споменици и реткости на Република Македонија прогласен е за споменик на културата во 1953 година. Почитувани мои, тука некаде овдека ја завршуваме една од многуте приказни што ми ги раскажаа мештаните од славна Дебарца за нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, се обидов да ви ги пренесам како дел од непорекливата драгоцена слика за Дебарца низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за оваа област, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедливата правда заборава. Slavna Debarbca,